комуникација за време на вебинаров. Гледам дека уште колеги се приклучуваат, се надевам дека во следните минути ќе не се приклучат во поголем број. На почетокот да ви посекам едно големо добре дојде и во едно големо благодарам на сите вие кои што се вклучивте денес и кои што одвоивте дел од своето време за да присуствувате на нашиот вебинар, кој што е прв вебинар од планирани 4 вебинара во овој проект. Овој вебинар е испланиран како вовед во нашиот проект Медиумска писменост во ерата на вештачката интелигенција и е наменет за наставници од оделенска и предметна настава. На овој прв вебинар сакавме да ве запознаеме со нашата идеја, да ја слушнете нашата приказна, да видите што е она што го сработивме и како што би рекле во Јужна Кореја, да ве придобиеме да застанете на нашата страна. Вебинарот е осмислен во 2 дела. Во првиот дел поканивме гостин, станува збор за нашата советничка по информатика од Бирото за развој на образование, господината Гордана Јанакиевска, која со своето излагање ќе даде еден убав вовед за оваа тема, за медиумската писменост во ерата на вештачката интелигенција, додека во вториот дел е предвидено една кратка презентација на нашиот проект, пошто, нели, како дојдовме до идејата, што е нашиот проект, како може да се вклучите и така натака, пошто, нели, следува и делот за ваши прашања и одговори. Се надевам дека ќе уживате во идејата за проектот и дека ќе ви се допадне на што го слушате. И да ја повикам нашата советничка, дали е тука и дали може да се вклучи. Гордана? Да, тука сум, да. Добро вечер и од мене. Благодарам за укажаната чест да присуствувам на овој вебинар и да придонесам за развојот и усвојувањето на писменоста за вештачката интелигенција која последниве година дена по голема мера направи измени како во секојдневниот живот, така и особено, значи, направи големо влијание и врз образовниот систем ширум светот. Голем број трудови се напиша, голем број работилници се одржаа и мислам дека успеав да сублимирам во една кратка презентација суштинските работи да ги представам. Во текот на овој вебинар, се надевам дека во следните вебинари колешките ќе обезбедат повеќе работилници, повеќе примери како сето тоа успешно да се користи како во наставата, така и во секојдневниот живот. Ирина ќе може да презентирам, да споделам презентацијата. Ајде. Само секунда. Да, ама како побелја. Сакам PDF-от да го споделам, за да не ни се случи ама некако не ми дозволува PDF. Тогаш ќе одиме со презентацијата. Само секунда. Да. Добро. Океј. Во ред.
Добро. Дали се гледа? Да, борите. Океј. Да. Добро. Уште еднаш и јас да се заблагодарам за големиот интерес. Гледам бројката од минута во минута се зголемува. И се надевам дека убаво ќе си поминеме. Океј. Како што спомнав на почетокот, големи промени направи појавата на вештачката интелигенција и голем број стручни имиња дадоа свое видување за сето на што значи појавата и развојот на вештачката интелигенција. Ќе се согласите сите дека се измени односот кон знаењето и вештините кои ги поседуваме. Се почесто се запрашуваме дали ги имаме соодветните и нели со каква успешност ќе успееме да се справиме со појавата на овие новини. Исто така, секој верувам од вас денес што е присутен, ја пробал вештачката интелигенција последниот период и се обидел да види како сето тоа функционира и научил голем број нови начини и нешта за користење на истата. Што представува всушност вештачката интелигенција? Што е, а што не е? Во секојдневниот живот представува во онлайн купувањето, веќе тоа многу одамна го правиме. Последниве година-две видовме голем број на машини, не само тракторите кои се користат во земјоделието и со голема прецизност ги извршуваат сите активности за поуспешен род. Се поголема е заштитата на кредитните картички од измами. Фотографиите од НАСА многу често користат, оваа компанија користи вештачка интелигенција за да ни ја долови атмосферата која со своите истражувања ја врши таму. Трансформација на текст во говор, исто така за овој процес се користи вештачката интелигенција, превод на странски јазици, како и мапирањето и навигацијата кои ги користиме преку голем број алатки и ни помагаат да подобро се и ориентираме и дојдеме до посакуваното место. Што не е вештачката интелигенција? Таа не е жива, иако ќе се согласите дека повеќето од вас на добро понудениот одговор се заблагодаруваме. И јас тоа го правя во почетокот, мора да признам. Не е попаметна од нас, бидејќи ние ја креираме, човечкиот род ја креира. Не е робот кој убива, иако имаше неколку немили ситуации, но не се обучува и не се програмира за таква цел. Не е само за гениалци или за жители во современите градови, туку има примена во речиси сите области. И последно време, значи речиси секогаш е физички присутна, се наоѓа и на нашиот компјутер, на мобилниот телефон, таблетите, и секако, значи, нема да замине, таа е подолго време присутна, ние сакале или не, свесно или несвесно ја користиме и нејзиниот развој се повеќе и повеќе ќе се подобрува и ќе се зголемува. За да поуспешно ја користиме вештачката интелигенција, за да станеме што повеќе свесни, потребно е соодветно образование. Направени се голем број истражувања, документи, во еден од нив имав чест и јас да учествувам. Читавме во рамки на групата голем број документи на светско ниво. Ја спомна Ирина Кореја, да, Јужна Кореја има развиено голем број на документи и методологии за користење на вештачката интелигенција во образованието, на другиот крај од светот и така натаму.
Што е заклучено и генерално заедничко за сите овие констатации? Дека нуди персонализирано учење, кое е многу практично за учениците со проблеми во учењето, а воедно нуди и понапреден концепт за надарените ученици. Голем број на алатки, примери и платформи се развиени токму во таа насока. Би ја спомнала овде Курсера, која многу успешно развива својата платформа во однос на математиката, а исто така и ОЕЦД направи токму во однос на слабите резултати кои се присутни во нивните истражувања и оценувања. Нуди инстантна диференцијација, ја зголемува мотивираност и истрајност кај учениците, врши конверзија на ракопис во дигитален текст, текст во говор и јазичен превод. Што не е вештачката интелигенција и што нема да се случи со нејзина примена во образованието, нема да го замени наставникот во ниту еден случај, не може да го реши секој проблем, затоа човечката одговорност и подготвеност е присутна и ќе треба да помине уште многу долг период за да тоа се достигне со помош на вештачката интелигенција. Не е уште една работа која треба да одземе многу време за вас наставниците кои имате премногу обврски и не представува друг наставен предмет што мора да е одделен или различен од информатиката, туку треба да се интегрира во рамки на сиот наставен план и во сите наставни предмети. За тоа е потребно да се стекне, што поскоро писмено за вештачката интелигенција, која представува знаење, вештини и ставови кои се поврзани со тоа како функционира таа, врз кои принципи е изградена и кои се нејзините принципи на функционирање, концептот нејзин и апликациите кои се користат и воедно и нивните ограничувања, импликации и секако етичкиот момент кој е многу значаен и многу важен. Голема е поврзаноста на вештачката интелигенција и со компјутерските науки, како може да се користи и како функционира со и без оној научен пристап. Го спомнав персонализираното учење, проценка на безбедноста и приватноста на апликациите и споделувањето на податоците, незината правилна употреба, подготовка за идната работа и секако да се действува како информиран граѓанин на нашето, но и на глобално ниво општество. Со интеграцијата на вештачката интелигенција, односно писменоста која се поседува за неа и поврзувањето со компјутерските науки, информатичарите мислам дека многу повеќе ќе го разберат и им е поблиско, ќе може да се прибираат одговорно и соодветно податоци. За почеток, во една тегла, јас земав поголема кугла, за да биде бацат по писмо. Ирена, ќе интервенираш? Ставила. Благодарам. Да се анализираат критички податоците, да се идентификуваат модели на предвидување и нивните трендови, да се оценува ефикасноста на решенијата и секако етички да се процени
начинот на кој функционира системот за вештачка интелигенција и да се минимизира неговата пристрасност. Често се слуша во последно време генеративната вештачка интелигенција која всушност ја користиме. Представува всушност е представена со алатки кои создаваат текст, слики, код, алгоритам или звук. Мојата презентација не е генерирана со вештачка интелигенција, сакав малку повеќе да свое внесам во неа, иако нема време да се, и за тоа е сепак потребно време, но сакав повеќе внимание да и посветам. Генеративните алатки за вештачката интелигенција најчесто користени се Bard, Bing, ChatGPT, но и голем број други, кои се обучени на огромен број количини на податоци, да препознаваат различни темплети, образци, шеми и така натаму и пронаоѓаат врски помеѓу зборовите и елементите, односно податоците кои се користат за обработка. Ги поврзуваат овие елементи, генерираат сосема нови, оригинални и најчесто се креативни резултати и се прилагодени кон барањата на корисниците, што подетално се представени, се напишани барањата, толку подетално и поблиско ќе ви биде понудено самото решение. Рековме дека добро вечер Матилда и претходно Бајкова. Спомнавме дека сакале или не, веќе ја користиме, веќе се присутна во нашето обкружување и таа реков нема да замине и не можеме да ја игнорираме. Како и појавата, секогаш се појавува одреден отпор со појава на нова технологија, нови процеси и така натаму и слично, и е потребно време да се прифати и да се навикнеме на правилно и ефективно и секако етичко користење на вештачката интелигенција. Што ќе се случи доколку не направиме ништо? Дали сметате дека ќе се направи поголема дигитална поделба заради вештачката интелигенција? Голем број истражувања покажуваат дека да, ќе ни се случи поголема дигитална поделба од проста причина што моментно цените се прилично високи за нејзино обезбедување. Се извинувам. Второ, претходната поделба беше компјутери во училиштата, брзи интернет да се обезбеди, не беше така одамна, се надевам дека повеќето од вас се сеќаваат пред 10-15 години како се боревме за секој мегабит интернет и за секој компјутер. Но новата дигитална поделба ќе биде денес, бидејќи веќе ги имаме предходно кажаните и основните елементи за да пристапиме до интернетот и до новите нешта кои ги нуди, ќе биде кој подготвен да учи и да работи со вештачката интелигенција. Како и секој нов производ, кога го користиме дома, а особено треба повеќе внимание да посветиме на примена во образованието е да се запрашаме кои се ризиците и кои се можностите. Секогаш треба да направиме проценка што ќе добиеме повеќе, и на кои се предизвици може да наидеме. Сегашни се како во моментов како да се заштитиме од измамите од учениците,
Не дека е нешто ново, ти претходно и без вештачката интелигенција се трудат често да не измамат. Можности кои ги нуди вештачката интелигенција е пак како може да искористиме за да го подобриме образованието. Доколку ги направиме задачите да бидат поспецифични и да бараат конкретни нешта, тогаш малку потешко учениците со едноставно користење на вештачката интелигенција ќе може да не измамат и ќе може многу лесно да го откриеме тоа. Идните ризици за кои претпоставувам многу од вас прашања си ги поставувате, дали ќе бидете заменети од страна на вештачката интелигенција, не, тоа нема да се случи и стручната фела е на мнение дека човечките одлуки ќе треба во голема мера да се почитуваат и да последниот збор сепак го има наставникот. Бидејќи има одредени недостатоци при оценувањето и при креирањето на содржините со вештачката интелигенција. Можности нуди многу големи за редизајнирање на образованието. Сценарија постојат голем број и секој треба да ги адаптира согласно своите можности и да се оди чекор по чекор кој ќе го видиме во наредните слайдови. Како треба да се одвива она што го подразбираме во образованието, но секако нели да ја вклучиме тука и науката, да од научен аспект, значи го разгледаме сето тоа. Учениците треба да нели оној почетен чекор да го направат, да разберат како да учат за научниот концепт, што го моделира буквално нашиот секојдневен живот како на локално, така и на светско ниво. Да се обучиме да што подобро и што поефикасно го ја применуваме вештачката интелигенција, да ова знаење нели се применува што поефективно. Дури нели има одредени примери каде што за многу едноставни и секојдневни активности се користи, како што е временската прогноза, но и други појави и активности во нивното непосредно обкружување. Што се однесува до највисокиот момент нели во однос на кариерата, само неколку мина од нив нели станува збор за стотици илјадници од оние кои ќе се занимаваат сериозно со изучување на вештачката интелигенција, ќе станат научници. Но како и да е, сите ученици треба да ја користат безбедно и да направат корисен избор кој ќе им користи за нели создавање и креирање на својата кариера и која ќе применуваат вештачката интелигенција во својот општествен живот. Треба да знаат нели како правилно и суштински да ја користат но само неколку од нив ќе станат инженери и ќе развиваат нови модели на вештачката интелигенција. Да ги разгледаме сега малку подетално и конкретните придобивки и ризици, да ги видиме и двете страни, нели оној кој знае само ја знае едната страна од приказната, малку знае за тоа. Кои се најчестите и најдобрите можности кои во моментов ги нуди вештачката интелигенција? Креирање содржини и диференцијација, осмислено оценување, кое воедно е и навремено и со ефективна повратна информација. Туторство и персонализирана асистенција на учењето, поддршка на соработката и креативноста и оперативна и административна ефикасност. Верувам голем дел од вас сте пробале да направите планирања и одредени содржини кои нели вака за минута две се креираат.
Но можни се и ризици, секако нели, се уште не се толку софистицирани овие алатки системи, мизинформации, грешки и многу често се случува и академска нечесност. Интелектуалната собственост се уште на високо ниво не се почитува. Можно е да се намали ефикасноста, но и одговорноста при ова брзо и кратко користење на добивање и кратко време на добивање на резултатите, компрометирање на приватноста на учениците и неовластено прибирање на податоците, како и зголемена употреба и помалку употреба на зголемена употреба на вештачката интелигенција за сметка на тоа помалку да се употребува критичкото размислување и културната сензитивност која за жал се уште е присутна, а со вештачката интелигенција доколку не се внимава може да се зголеми. Накратко сумирано што се од придобивки и ризици би можеле да се сретнеме со користење на вештачката интелигенција во образованието. Сепак ќе се согласиме дека нуди високо квалитетно образование, но зависи од инфраструктурата и оние модели кои ќе се одберат за користење. Аналитиката ја спомнавме, но се уште постојат алатки кои имаат известна доза на пристрасност и стандардизирани процеси. На тој начин се овозможува и зголемено поминување на време на екранот, а од друга страна пак овозможува и привлечени начини за учење и доживотно учење и стекнување на компетенции соодветни за новото време. Какви компетенции треба да имаат наставниците? Различни, тие се различни како за наставниците, така за директорите, лицата кои обезбедуваат IT поддршка и другите професионалци во образованието, значи треба да се на различни нивоа и треба да соодветно ги адаптираат, значи своите знаења за конкретна употреба за и со вештачката интелигенција и да ги пременуваат за време на своите часови. Потребно е да се обезбеди поддршка за наставниците, почетно онлайн курс за менеджментот пред се, тие кои ги поведуваат новините во директорите во училиштата, да прво тие го осознаат тој процес и да го осознаат начинот на кој се случува интеракцијата со човекот и вештачката интелигенција. Задолжителен испит на факултетите, на наставничките факултети, неколку сценарија да се предложат за наставниците да се запознаат за развој за професионален развој и да се разгледаат и да се испробаат неколку сценарија за реализација на час, со што ќе се воочи дека истото не е толку сложено и не е толку тешко да се применува за време на наставата. Кога се применуваат сценарија и практични примери во наставата, треба да се одберат активности кои ќе ги ангажираат учениците за да ги подобрат нивните знаења и секако на подобар начин и поефикасен начин да ги постигнат очекуваните резултати кои се дефинирани во наставните програми и во наставните планови. Потребен е сеопфатен и непристрасен пристап кон учењето и особено е важно да не се врзуваме за одредени технологии или брендови, затоа што може да не идеме со промена на
и со регулативата од GDPR, нели, за заштита на личните податоци, и во однос на промените на лиценците, користењето на лиценците, прибирањето на податоците, треба многу да се внимава и во тој дел. Следно за што може многу успешно да се користи вештачката интелигенција, оценувањето и персонализацијата како и повратната информација, нуди многу големи и многу ефикасни решенија во однос на оценувањето, но сепак ќе спомнам уште еднаш, наставникот е тој кој треба да ги воочи и останатите елементи кои се случуваат за време на часот. Ова секако треба да се прифати како следење на напредокот на ученикот и како добра евиденција за она што би требало рачно да го прави самиот наставник. Кога сакаме да имплементираме вештачката интелигенција во образованието, треба да почитуваме 7 принципи кои генерално се применуваат на глобално ниво. Тоа е да си поставиме цел да се користи вештачката интелигенција за да им помогне на учениците, но и нас, нели, како вработени во училиштата, да си ја олесниме работата. Впрочем, и целта на сите нови алатки е усовршување на самите работни процеси и олеснување на истите. Да се стекне одредено знаење, значи треба да се промовира писменост за вештачката интелигенција, да се направи одредена усогласеност, значи со постоечките политики и законски регулативи, да се обезбеди интегритет, особено академскиот, да се потенцира и важноста на особено интелектуалната собственост, да се воспостави рамнотежа во образовниот систем, нели, да се проверат и да се измерат и придобивките, но и ризиците со кои би се соочиле со имплементирањето. Постојат различни видови решенија. Да се обезбеди ефикасност при имплементацијата, значи и на крајот да се обезбеди да секогаш последниот збор го дава човекот, односно одговорното лице, бидејќи се уште сме, нели, оние највисоко развиени присутни на глобално ниво. И оценувањето, значи, треба да се обезбеди да биде непристрасно, да биде квалитетно изготвено и да се прави на крајот од процесите, на крајот од учебната година и така натаму, проценка на сето она што е имплементирано како циклус, да се реоцени уште еднаш и да се провери, нели, да се измерат уште еднаш придобивките и резултатите. Во однос на, нели, првата цел, треба да се користи вештачката интелигенција, да им се помогне на учениците да се што во поголема мера постигнат очекуваните резултати, си ги поставите прашањата, или на кој начин упатствата и она што е изготвено како материјал и како содржина помага во подобрувањето на резултатите, намалување на дигиталниот јаз меѓу учениците и дали се обезбедува инклузивност и сите оние принципи за кои се залагаме. Да се направи усогласеност кон постоечката регулатива и кон она што е зацртано како пропис и како во однос на техничката подготовка, така и во однос на она што важи како постоечка регулатива. Знаењето да се промовира, значи, во голема мера, баш онака да се турка, да што повеќе се стекне знаење за вештачката интелигенција, начинот на кој таа функционира и да се користи етички во
во секој поглед. Во однос на рамнотежата, значи треба да ги спомнавме ризиците и придобивките, секогаш треба на извесен период, најмалку 2 пати годишно да се прават проценки во однос на она што се користи, колку ми помага, кои се предизвиците и да се зголеми бројот на придобивките кои се добиваат со користењето. Потикнувајте го, значи треба да се потикнува академскиот интегритет и да се внимава на она што значи правилно користење, суштинско користење и зголемување на знаењата. И ефикасноста да не се осврнуваме постојано целосно на вештачката интелигенција, туку последниот збор да го има човекот, од последната одлука и последниот збор да го има наставникот, директорот или па и ученикот, кога го користи вештачката интелигенција, да процени за своите постапки на кој начин ја користи и зашто би можел да ги употреби незините резултати. И го спомнавме оценувањето, значи на одредени циклуси истото се проверува. Како да се пристапи најефикасно кон усвојување на вештачката интелигенција, јас би заклучила дека компетенциите кај наставниците треба да се развијат во голема мера и да се засноваат на потребите на учениците, со цел да се подготват учениците за новото време, да можат што подобро да учествуваат и поуспешно во нашето обкружување и да ни помагаат во развивање на подобра иднина. Тие треба да се трудиме да ги оспособиме како да бидат успешни корисници, но и треба да учествуваат и активно во развивањето на одредени апликации. 5 пристапи се понудени во однос на како треба да се пристапи кон развојот на компетенциите, како кај учениците, така и кај наставниците. Прво е перцепцијата, да се процени што и како би било потребно и во која мера, па потоа да се сето тоа употреби и да се осмисли како би се одвивал процесот на учење и како сето тоа ќе се развие во одредени производи и ќе се комуницира со истите. Се надевам дека дури можеби и повеќе време потрошив, ви одземав. Се надевам дека успеав да одредени принципи и функционалности ви ги прикажам во однос на функционирањето на вештачката интелигенција и дека ќе ви помогне во голема мера во прифаќањето и освојувањето. Се надевам дека во скоро време ќе имаме и други вебинари и други слични работилници каде што од поблиску ќе се запознаеме и подлабоко со функционирањето на вештачката интелигенција. Ви благодарам за вниманието и повелете со прашања, по завршувањето на презентацијата од страна на Ирена. Благодарам за советничката за издвоеното време и благодарам за вака детална и поучна презентација. Сега би преминаваме во вториот дел. Прво, како еден заклучок, една констатација за овој дел е дека живееме во време на драстични промени кон кои треба да се прилагодуваме, значи не само ние, туку и нашето образование.
Сега, пред да преминеме на вториот дел, само едно мало подсетување дека во чет оди еден линк во кој што би сакале да се запишете, посебно за да оставите мејл, како да се опфатна и поучна, така е. Значи да оставите мејл како би можеле во текот на следната недела да ви испратиме и сертификати за присуство на овој вебинар. Така да, еве, ќе биде испратена и презентацијата на советничката. Значи, сите материјали кои што ги користиме за во вебинарите, кои што се вклучени во овој проект, ќе бидат објавени на нашата веб страна, на веб страната на проектот. Меѓутоа, за тоа ќе зборуваме повеќе во вториот дел. Сега, за вториот дел би го почнала со едно кратко видео. Вела дека една слика зборува колку 1000 зборови. Затоа и мојата презентација ќе започнам со едно видео кое што е дел од нашите едукативни материјали и кое што така е доста од една страна импресивно, а од друга страна застрашувачки. Ова секунда само. Заборавив да го вклучам звукот. Ајде така. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है. 我们需要让世界领导人关注。 Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Значи, еве пример за практична примера на вештачката интелигенција. Пак ќе кажам, од една страна многу импресивно. Да извинувам, да исклучам. Од една страна импресивно, од друга страна застрашувачки. Меѓутоа, нели, ние сме тие кои што нели со нашите действия, со нашите постапки ќе го одредуваме патот во која насока ќе се движиме, посебно со потребата на вештачката интелигенција. Сега би ја споделила и мојата презентација. Мојата презентација се однесува на проектот, нели, на поводот за кој што ве повикавме на овој вебинар. Ирена, мутирана си, ништо не се слуша. Па јас сите ти ги вклучам, само себе ќе се исклучам. Добро, проверував кој како вклучен, исклучен, за да почнам презентацијата. Благодарам, Маја. Сега ќе ја споделам она што го подготвив за вас по овој дел. Се надевам дека се гледа. Значи, што е она што сакаме со Силвана да ви кажеме, да ви соопштиме, да ви покажеме на овој вебинар. Значи, фактот дека дигиталната ера ја олесни можноста секој да создава содржини на медиумите. Не секогаш ние, камоли учениците, може да идентификуваме, ниту ние, ниту тие, кој ја напишал веста, дали е таа лажна, дали е веродостојна и така натака. Ова уште повеќе се усложнува со користењето на алатките за вештачка интелигенција. Значи, предходно, нели, и по видеото можете да видите еден пример во кој што
нели ако не ја знаеме позадината за вештачка интелигенција, лесно можеме да поверуваме дека Давид Бекам изнаучил толку чуда јазици. И сега со намера да помогнеме да помогнеме во развојот на медиумската писменост кај нас, светоста за вештачката интелигенција, меѓутоа и најмногу со цел да создадеме и ресурсни материјали, а поготово и сакавме да создадеме и некои збирки за подготовки од часови, како ова би го имплементирале во наставата. Значи тоа беше она кое што не поттикна и поради кое што решивме да го создадеме овој проект, или кратко кажано, како беше волкот зошто е дебел во вратот, зашто сам си ја брка работата, така и ние од наставници решивме да направиме проект за наставници, со кој што директно ќе создадеме ресурсни материјали, покрај нели другите активности и подготовки за часови кои што на македонски јазик, кои што директно ќе можеме да ги користиме во наставата. Меѓутоа тоа не е целта, нели, ќе видиме и понатака што се предвидува нашиот проект во следните слайдови. Како дојдовме до идејата? Идејата произлезе како резултат од кампот за медиумска писменост, кој што го посетивме во месец август во Охрид. Инаку овој камп беше организиран од страна на Дигет. За Дигет мислам дека малку кој од вас не слушнал и кој не присуствувал на нивните работилници, вебинари, семинари, двигатели на голем број случувања од областа на образованието. Значи, друг организатор беше амбасадата на Соединетите американски држави, како и тимот на Тичкемп од Стейт департментот на САД од Вашингтон. Инаку станува збор за еден преубав камп, во кој што неколку дена се дружевме голем дел од наставници со познати домашни и странски предавачи. Може да кажам едно преубаво искуство и нели му посакувам на секој наставник да има едно вакво искуство, да посети еден ваков камп, на кој што единствен проблем беше на кое предавање да присуствувам. Значи имаше толку убави предавања и предавачи, нели реков, звучни имиња со звучни биографии, во кој што навистина беше проблем да одберете на кое предавање да одите. Сега по завршувањето на кампот ни беше соопштено дека ние како учесници на кампот можеме да конкурираме, да аплицираме за проект кој што понатака ќе биде поддржан од Дигет и од Американската амбасада. Се разбира нели на тема медиумска писменост. И сега во ова идеја се најдовме некако заедничка на иста бранова должина, се најдовме јас и Силвана Јакиновска-Бинова, сигурно ја знаете, ќе видиме во следните вебинари, и во која што нашата идеја, нели, ја срочивме во една апликација, аплициравме и го добивме грант, и така започна оваа приказна, тоест овој наш проект. И сега кога сме тука кај авторите на проектот, морам малце нели да се погребам, морам да се заблагодарам на директорката на Страшо Пинџер од Карбинци, на господјата Наталија Костова, затоа што за поддршката, затоа што да не беше таа и немаше да почнеме вака во рамките во планираните временски рамки за нашиот проект. Инаку ние овој проект го започнавме веќе 2-3 месеца претходно, значи веќе неколку месеци работевме на него, а денеска свој прв вебинар го отвараме нели кон оние што сакаме да бидат наши корисници на проектот, а тоа се колегите од одделенска и од предмет настава. Што опфаќа проектот? Значи главниот адот кој е на нашиот проект? Ние во изминатиот период, значи креавме содржина, која што организиравме, креавме Moodle база за учење, која што содржина ја организиравме во 4 модули, наменети за стекнување на знаење и вештини од областа на медиумската писменост. Сега, зашто станува збор? Значи, првиот модул е општ модул за медиумската писменост, вториот се однесува на етичкото користење и третиот и четвртиот се доста интересни, посебно за нас наставниците. Во третиот имаме алатки со вештачка интелигенција, значи видеа со примена на алатки од вештачка интелигенција, примери и така натака. И четвртиот модул е директна примена на
медиумската писменост и на вештачката интелигенција во наставата, значи со готови подготовки, примери за час и така натака. Реков, да ви кажам искрено, не дека ние го склопивме, ама навистина ни е многу убава базата на учење. Кога на крајот, после толку денови ноки, знаете на преписка со Силвана, смени овде, добро ли она и така натака. И на крај, кога го завршивме, кога последниот документ го закачив, и викам, знаеш што, Силвана, стварно ни убав проектот. Така да, пак речам, не дека е наш, меѓутоа, навистина препорачувам да го отворите, да го погледнете, па макар и да го погледнете, зошто? Значи, не само ради содржините кои што се внатре ставени, туку и ради голем дел дигитални алатки кои што ги користевме. Значи, ќе видите од Learning Apps имаме ставено користено алатки, видеата што се ставени таму, да речеме, дел од видеата се правени комплетно со вештачка интелигенција, значи тоа се видеа кои што се искомпонирани и на кои што е ставен само текст и нели со вештачки глас се говори во тоа видео. Така да, ако има интерес, значи кога ќе го поминете оваа Moodle база за учење, ако има интерес, можеме и да се договориме да направиме еден краток вебинар и за алатките кои што сме ги користеле, нели, затоа што мислам дека ќе ви се допаднат и дека ќе најдат место во вашата наставна практика. Сега, освен што сме посебно горди на оваа Moodle база за учење, што друго опфаќа нашиот проект? Значи, планиране, нели, да започне да се отвори кон колегите со првиот вебинар или почетен вебинар, тоа е ова што се случува денеска. Потоа за една недела, значи веќе во четврток, го имаме вториот вебинар, на кој што ќе биде кратко испрезентиран курсот, значи како да се најавите, кои содржини, што треба да пополните, како да го поминете и така натака. И нели сите прашања во врска и проблеми што може да најдат, местото и одговорите ќе им бидат во вториот вебинар, каде што исто така имаме и покането гости кои што ќе го водат тој втор вебинар. Потоа проектот ќе биде представен и на педагошкиот и наставничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, нели малку на оваа тема ќе сакаме да го промовираме и меѓу студентите, оние кои што ќе бидат наши идни колеги. Потоа некаде таму околу месец, не сега, нели, временските рамки се менуваат, меѓутоа некаде околу април планираме да организираме надпревар, во кој што надпревар ќе учествуваат нели сите оние кои што го поминале, наставници, ментори кои што ментори на ученици, на тоа мислев кога реков ментори, кои што го поминале курсот за Moodle. Значи ќе има повик за надпревар, значи детално сите критериуми за оценување, тема и сите други се во врска со надпреварите ќе бидат јавно објавени и благодарности до Дигет затоа што делот, нели, од содржините кои што ние ги подготвуваме и тие ги објавуваат на нивната веб страница, така да верувам дека информациите ќе дојдат до вас. Значи, зашто станува збор? Рековме во април сакаме да организираме еден надпревар во кој што ќе има две категории, предизвик со кој што учениците се соочиле или се соочуваат на социјалните медиуми, како го надминале тоа, и еден позитивен пример како социјалните мрежи може да поттикнат, како со нивна примена може да се поттикне една позитивна промена. Во рамките на можностите, значи издвоивме и буџет со така интересни награди, значи награди и за наставниците и за учениците, меѓутоа реков за тоа потоа јавно ќе биде објавен повикот, ќе може да се информирате детално околу тој надпревар и веднаш по тој, нели, тука околу тој надпревар ќе биде и организиран третиот вебинар, каде што ќе го најавиме надпреварот, ќе го објасниме надпреварот и ќе ја објавиме првата успешна приказна од, нели, на оваа тема медиумска писменост во ерата на вештачката интелигенција. И се разбира, на крај, некаде кон крајот на учебната година, планираме да имаме финален вебинар во кој што би ве запознале со резултатите од тоа што сработивме, значи во овој планирани активности ни успеа,
што сменивме, што додадовме, што одземавме така натака, значи да ве запознаеме со тоа што сработивме во овој проект. Сега се разбира во меѓувреме помеѓу овие главни активности што ќе се случува, постојано на нашата веб страница, на нашата Facebook страница, на Instagram ќе промовираме успешни приказни, значи како ќе ги праќаат колегите, така ќе ги објавуваме. Ќе издаваме во меѓувреме, реков, сертификати за присуство на нашите вебинари. Значи за секој вебинар ќе добиете сертификат, се разбира, само да се потпишете треба на списокот што е пуштен. Реков, во текот на следната недела ќе стигнат на мејл и се разбира ќе во меѓувреме нели ќе ги издаваме оние сертификати за завршен Moodle курс, значи станува збор за две различни работи. Потоа ќе имаме кратки објави, ако ги погледнавме веб страницата ќе видите сега дававме кратки објави со совети за медиумска писменост, значи тоа постојано и континуирано ќе тече за да ве потсетиме дека сме тука и нели дека проектот тече и дека за било што можете да ни се обратите. Имаме намера со оние успешни приказни кои што на крајот ќе стигнат да издадеме на дигитална збирка, која што ќе оставиме онлайн, нели, за да можеме сите да ја користиме. Потоа да изработиме уште неколку едукативни видеа, како во стилот што досега ги имаме во Moodle базата, со користење на вештачка интелигенција и со користење на вештачки говорник. И реков, посебно така, мене како информатичар ми беа предизвикувачки, затоа што се смеам, замислете ме мене, на сите видеа јас да зборувам. Значи, ту имам толку пискав глас, што на пола видео ќе го исклучите. А вака си бидете, нели, дали момче, дали девојче, пристојно, убаво, ви зборува и така натака, и веќе му дава малку поинаков шмек на целото видео. Така да, овие едукативни видеа посебно така би сакала да обрнете акцент. Реков, ако има и интересенти, можеме и да направиме за алатките што ги користевме, можеме и дополнително да се договориме, да се сретнеме и да видиме. И ако не се тешки, можете и сами тоа да го направите. Меѓутоа, еве, ако има расположение, и ние сме расположени за дружба, и се разбира уште многу изненадувања, бидејќи на тој пат може да идеме, нели, на различни предизвици, така да ќе се надевам дека многу пријатни изненадувања ќе имаме до крајот на овој проект. Сега, зошто причина да се приклучите? Реков, главната причина, нели, професионален развој, да ги проширите своите знаења, посебно затоа што станува збор за тема која што е актуелна, тема во која што како се случуваат промените во светот, така и ние мораме да го фаќаме, нели, чекорот со тие промени, мораме да бидеме актуелни, мораме да знаеме што се случува, како се случува, бидејќи ние воспитуваме и едуцираме ги едуцираме идните граѓани на нашата земја. Меѓутоа, убавината на првата точка е во тоа што тоа може да го направите во време кога вие сакате и колку сакате, значи колкава доза сакате од учење, толкава ќе земете тој ден, бидејќи Moodle базата ќе биде отворена, па некаде до, не знам, до крајот на проектот, така да, иако пожелно е, нели, до првиот надпревар веќе да го поминете, јас ќе кажам и многу побрзо се поминува, меѓутоа секој во зависност од своето време, од своите обврски, значи може да отвори базата и да, нели, колку сака да помине од неа и да се го студира, просто кажано, своето време и своето време за учење. Потоа може да, нели, ќе идете на приказни кои што може да ве мотивираат и вас да креирате уште поуспешна приказна. Можноста е тука за вредна награда кога станува збор за надпреварот и на крајот на криштата вака се формираат оние мрежи на наставници, па се надеваме дека, не знам, можеби на крајот сите на крајот можеби последниот вебинар да биде семинар. Се надевам, нели? Затоа реков, патот ни е пол со предизвици, се менува, може да се смени и тој план. И последното нешто, како да ни се приклучите? Значи, за да ни се приклучите на овој проект е многу едноставно, само треба да креирате сметка за Moodle базата, за да влезете во неа. На Moodle базата се наоѓа на нашата веб страница и да го започнете курсот. Меѓутоа, за таа тема, нели, ние не сакавме во првиот вебинар да ве оптеретиме, сега уште дополнително
да ве оптеретиме со курсот. Значи сакавме првиот вебинар во буквална смисла да биде вовед во вештачка интелигенција, вовед за медиумска писменост, вовед во нашиот проект, да ве запознаеме што ни беше, кои ни се целите, што ни е идејата, како го направивме проектот, до кога ни е времетрењето, да ве повикаме нели да ни се придружите и со тоа да го завршиме првиот вебинар, а за тоа за да ни се придружите, нели тоа би го направиле веќе од следната недела, затоа што во четврток веќе во 19 часот од утре ќе почнеме да ги пуштаме нели поканите за тој вебинар. Тогаш ќе зборуваме повеќе за Moodle курсот, значи кои се нели реков 4 модула, како да ги пополните, како да преминете во втор модул, како да го завршите целиот курс, како да стигнете до сертификатот за овој курс и тоа би било тоа што ние го испланиравме. Реков во мала доза информации да не забегаме на крајот на краиштата и да сакавме да уживате во овој вебинар, нели, да се подружиме малку и мило ми исто така што гледам еден куп други колеги кои што беа на Teach Camp-от и кои што се надевам ќе не дружат и во овој проект. Тоа би било се во врска со проектот. Реков за подетални информации како да се вклучите, како да го пополните и како да дојдете до крајот на проектот. Тоа ќе биде во четврток. Тогаш имаме две гостинки предавачки кои што беа присутни исто таму. Станува збор за Георгина Димова и Славица Карбева. Мислам дека и повеќето од вас ги знаат. Тие ќе бидат гости на следниот вебинар. И сега останува времето доколку имате било какво прашање во врска со проектот. Реков, се што правиме, објавуваме на нашата Facebook страна, медиумска писменост во ерата на вештачка интелигенција, имаме Instagram, media.in.aa.mk е нашата Facebook страна. Значи, во буквална смисла сме транспарентни, имаме, таму е објавени нашата нашиот мејл, media2024@gmail.com. Значи, во буквална смисла се е поставено на интернет и на социјалните мрежи, така да лесно може да не најдете. И нели, повелете ако имате сега некакво прашање во врска со проектот, на кој што би можеле да одговориме, или пак се ни е јасно. Гледам дека нема прашања, значи уште еднаш да ви се заблагодарам многу. Дали курсот сличен на курсот што го организира Magic School? Искрено да ви кажам, Magic School курсот не знам како изгледа. Инаку во третиот модул да имам и ние алатки од Magic School, меѓутоа не знам за првичниот курс, не сум го посетила, така да ќе мора да дојдете да видите. Нашиот е подобар. Матилда, повелете, имате прашање? Не, немам прашање, само сакам да ви честитам овака јавно, затоа што многу ме бендиса ова, ептен многу. Нешто сум јас во приказната со Artificial Intelligence, со вештачка интелигенција, на еден малку поинаков начин, така што ќе ми биде задоволство да бидам дел од сето ова случување овде. Јас веќе го отворив вашиот сајт, прекрасно изработен, не можам да се сомневам што се компјутерџи во прашање, информатичари, но бидејќи сум баги време заразена со информатиката и со се оно што се случува и ги следам нештата, мислам дека супер можност да научиме нешто повеќе, да споделиме и нормално ако има простори некои од нашите искуства да кажеме на некој следен вебинар. Ви благодарам уште еднаш и навистина е прекрасно. Мене ептен ме одушеви. Благодарам многу. Знаете, посебно значи вака кога колега ќе ви каже, затоа што навистина со Силвана така реков работевме со месеци, навистина сакавме да излезе убав производ, да излезе убав македонски производ.
затоа што ние ќе видите и во ресурсите имаме еден куп ресурси ставено да речеме, меѓутоа се тоа англиски сајтови, нема македонски, мислам, може би има сега како почнаа проектите, се појавуваат прирачници и така натака. Меѓутоа сакаме да придонесеме буквално, како што реков и на почетокот, од наставници за наставници. И би сакале да направиме една таква збирка за која што кога имам потреба, нели ќе ја завртам, една оваа подготвена час ми е супер, ова сценарио за час ми е супер, нели ќе го одржам овој час. Значи, една од целите, реков, освен наш професионален развој, е и креирање на ресурс кој што на сите би ни помогнал, како беше, за доброто на сите нас, од сите нас. Супер, образование, отворено образование е една од нештата што се сега меѓутоа таа и пред 20 години тоа движење, така да отворените едукативни ресурси се иднината, се согласувам и мислам дека ќе ви се придружат голем дел од колегиве. Јас прва начело ќе питам за тоа, затоа што секогаш сум за отворено образование, да не фаќам простор повеќе. Ви благодарам многу. Дали му уште некој кој што сака да земе збор? Снимките, тоа, мислам дека ќе кажав, значи снимката од овој вебинар и од се што ние правиме, значи ќе се најдат во објавени, така да и за било која друга информација, ако нешто не ни подзаборавите, ќе не најдете на веб страната. Добро, гледам дека нема ученици што сака да дискутираат. Ви благодарам за убавите зборови. Се надевам дека вака и во јуни ќе бидеме вака насмејани кој ќе кажеме ние завршивме со овој дел од работата и дека нели ќе оставиме убави материјали и ресурси за сите нас. Ви благодарам многу за вниманието и нели вака расположени и во волк убав голем број да се видиме следниот четврток во 19 часот кога вебинарот ќе го водат Ѓоргина Димова и Славица Карбева и ќе се однесува на Moodle базата или како да се вклучите и како да ја поминете. За сите прашања, кога уште една да кажам напомена, можеби ќе се случи кога ќе да наидете на некаков проблем во Moodle базата или било што, значи на нашата веб страна има и мејл, слободно пишете ни, значи одговараме во буквална смисла, одговараме на сите. Реков сакам да сме сите задоволни, со голем кејф работевме и сакаме така убаво да трае проектот и уште поубаво да заврши. Ви благодарам многу на вниманието и се гледаме во четврток. Поздрав. Поздрав. Пријатна вечер.